Благодарам. Преминуваме на постување на претенички прашања. Има збор претеникот Јани Макредули. Повелете. Благодарам, почитуван председател, почитуван председател на влада, колешки и колеги претеници. Моето прво прашање е до премиерот на владата, господинот Никола Груевски. После самитот во Чикаго, со речникот на Калимеро, се обративте на јавност писмено, како по обичај. Интервјуто беше објавено додека летавте од Кина за Италија. Во интервјуто ги обвинивте Соединетите Американски држави, Германија и Франција за дволичност, двојни стандарди, селективна примена на правото, кршење на меѓународното право, непочитување на правниот поредок. Барате од нив достоинствено и одговорно однесување. Вест од Чикаго не е добра за Македонија. Јас не велам дека не се точни тезите за нашето заслужено членство во НАТО. И нема граѓанин кој не е фрустриран, но ќе се сложите дека односите со ЕУ и НАТО не смеат да бидат ваша приватна работа, работа на луѓето која водат државата каде што живеат тие 2 милиони граѓани. Вие немате право да бидете личен во оваа одговорна функција што извршувате. Но, од друга страна, со невидена леснотија, за да ја задржите својата фотелја, ги амнестиравте хашките случаеви, злосторства против човештвото. Притоа, кршејќи го меѓународното право, не почитувајќи го правниот поредок, демонстриравте непринципиелност, двојни аршини и лицемерие, селективна примена на правото. И она што е пострашно, ги излажавте роднините и луѓето дека тоа и таа амнестија на хашките случаеви никогаш нема да ја направите. Моето прашање е: почувствувавте ли, господине Груевски, мачнина во стомахот со одлуката на вашата пратеничка група да ги амнестира хашките случаеви? Или, бидејќи секој во Македонија знае под чива команда се пратениците на ВМРО ДПМН, осетивте ли вие мачнина во вашиот стомак? Мачнина самиот за себе, за вашата одлука. Одговорно и достоинствено го направивте тоа. Моето второ прашање е до председателот на владата Никола Груевски. Господине Груевски, по кој знае кој пат сме сведоци дека не сакате и бегате да зборувате за вистината. Како тоа сте заинтересиран да вистината излезе на виделина, а бегате, например, од ТВ Дуел? Ја користите реториката кон Америка, Франција и Германија за да демонстрирате храброст дома, зашто сакате да покажете дека се поистоветувате со Александар Македонски. Велите со Црвенковски не сакате да зборувате за минатото. Ама не сакавте да зборувате нити со Бучковски, нити со Шекеринска, ниту пак со Заев. Единствено гледаме дека сакате да разговарате со Миленко. А и што не сакате да зборувате за минатото, туку бегате од дебата и за иднината. Не сакате да зборувате во собранието за стратегијата на државата после Чикаго. И тоа немате храброст јавно да го признаете, па тоа го направи пратеник. Што само е подсетивте јавноста колку ниско го третирате собранието и неговиот претседател. Дали знаете, господине Груевски, дека вие немате дадено ниту една изјава за иднината на државата Република Македонија преку собранието? Дават изјави под палмите на Вардар, пред кантите за ѓубре купени со заем од Грција, но никако на ТВ Дуел или пак овде во собранието. Зошто? Зошто бегате од одговорност? Зошто бегате од вистината? Бегате зашто собранието не е место за лични чувства и емоции или пак амбуланта за стомачни тегоби. Велите ќе распишите референдум за прифатливо решение за името. При што, да нема дилеми, референдумот не е спорен механизам и општо прифатен од сите во Македонија. Велите, цитирам: кога ќе дојде конкретен и прифатлив предлог, ќе има референдум. Сите знаеме, а сега само се подсетивме, дека во 2008 година го прифативте предлогот
Република Македонија во заграда Скопје. Тоа го потврди и Милошевски во своето писмо до Обединетите нации, тоа го видовме и на снимката од господинот Лазар Аленовски, идниот амбасадор на Македонија во Брисел. И не можете да избегате од тоа дека тоа сте го прифатиле само заради референдум, бидејќи ќе ве вратам назад. Вие велите, ако најдеме прифатливо решение, ќе има референдум. Значи, тоа сте го прифатиле. Ако е така, тогаш врз која основа, кој би бил резонот, единствено вие, да го одбиете предлогот од 2005 година, каде се гарантираш уставното име, денес веќе 4 години ќе ни се обраќаја со Republic of Macedоnia, јазикот ќе беше македонски, а државјанството Република Македонија. А прифативте предлог Република Македонија Скопје со одложно решавање на идентитетските прашања. Третото прашање ми е до председателот на владата, господинот Никола Груевски. Господине Груевски, пред некој ден според ваше тврдање откривте државна тајна, односно детали од предлогот од 2005 година. Деновиве плюс потрошивте 64.380 евра како председател на ВМРО ДПМН, објавувајќи некои огласи во весниците. Сега во Македонија остана само уште една тајна, најголемата тајна. Господине премиере, колку должите како влада на Република Македонија со сите министерства и државни институции кон компаниите во Република Македонија? Благодарам. Благодарам. Пратеникот Јани Макратули постави 3 прашања, сите 3 до председател на владата на Република Македонија.